Добар ден, место и време резервирано токму за нас, фреквенција М-нет и заедничко поплавна заедно со мене. Ева, драги гледачи, и денес повторно различни теми, односно корисни совети кои што се наменети токму за вас. Многу пати во мојата емисија кажувавме дека имаме прекрасна македонска музика која што навистина треба да ја негуваме, а денес станува збор за наша позната пејачка која што воодушевува со нејзиниот глас и мене ми е секогаш убаво кога ги слушам нејзините песни, а станува збор за Александра Јанева. Александра е скромна девојка и пред се позитивна, која што ни откри детали од нејзиниот приватен живот, а исто така и испеа една песна токму за нас. Еве зашто станува збор. Александра, кажи ми, какво ти беше тебе детството? Ајде малку открини, каква беше ти како дете? Како многу мала бев многу пргава, многу пргава и се сеќавам дека секогаш, значи буквално секој ден немаше ден да не излезе мајка ми или татко ми на прозорецот и да вика по мене да се приберам дома затоа што не знаев за граница и по цели денови бев надвор. Исто така кога сега ќе се сетам на тоа се згрозувам, значи колку сум играла со животни, па дури некогаш сум ги измачувала, многу ми е жал сега поради тоа, меѓутоа сум била добро, тоа е било некаква љубов. Сум терала некој начин на игра и забава, а меѓутоа покрај тоа бев се сметав себе си за мудро дете или пак дете кое што знае да слуша и да прима информации. Да. И мислам дека тоа многу ми помогна понатаму во тинејџерските години. Не бев некој кој што беше бунтовен како мал, туку знаев да слушам, знаев да примам информации и потоа нормално да ги применувам како што растам. Кажи ми нешто за школските денови. Кој ти беше оменен предмет? Што ти така паѓа на памет тебе кога ќе се присетиш на тие школски денови? Многу спомени ме врзуваат и за оние години во основна школа и за средношколските години. И воглавно сите се поврзани со музика на некој начин. Уште кога бев во основна школа почнав да настапувам на франкофонија, на надпревар за француска шансона. Тоа беа тие некои мои први настапи пред поширока публика, да кажам. Друго нешто на што се сеќавам се нормално екскурзиите. Нив никогаш не би можела да ги заборавам. Затоа дружењето во музичкиот кабинет со сите мои пријатели од средна школа, со професорите по музичко, Анита и Денис, кои што морам да си ги поздравам. До ден денес се дружиме и до ден денес ни даваат совети. Сите други професори кои што на некој начин ни помогнале во таа фаза на созревање. Имав интересно и забавно детство. Како што кажав, таму некаде на 16-17 години почнав и да ги имам првите свирки, да настапувам. Дали имаше трема првиот пат? Многу трема. Многу. Јас до ден денес имам трема. Не секогаш, меѓутоа многу често се надминува. Да, тоа се надминува нормално со искуството. Меѓутоа првите неколку пати беше онака баш стресно. Мораше некако да се избориш со самата себе за да помине сето таа трема. И да, имаш право, некош да имаме трема, но сепак мораме да се потрудиме да ја совладаме за да не уништи, како што се вели. Александра, со каков вид на музика растеше и дали на пример уште од мала еве кога веќе го спомнавме детството, сакаше да бидеш на сцена? Дали пројавуваше некаква желба за да бидеш тоа што си денес? Колку што можам да се сетам, за прв пат почнав да пеам дома пред моите на мои 9 или 10 години, меѓутоа тоа беше еден вид на импровизација и на имитација на странските пејачи, затоа што како одговор нели на она што ме праша, јас пораснав и до ден денес ги слушам странските изведувачи и од секогаш сум растела со странска музика. Да. И така и некако се појави мојата желба и мотивација за да почнам да пеам.
бев многу срамежлива и до ден денес сум, меѓутоа не толку колку што бев нели како мала и ми требаше многу време, се сеќавам дека ми требаше многу време за да покажам што знам пред моите, а тек пак пред сите други, баш ми треба доста храброст, да кажам. Слушав VH1, MTV, мислам дека и на тоа се задржав и до ден денес. Така. Александра, дали се согласуваш да испееш некоја твоја музичка номера или што сакаш ти? Малку да се расположиме. Ајде. Ајде, првата песна нека биде една моја постара номера, се вика Лош ден. Добра. И ретко ја изведувам на моите настапи, затоа што е прилично тажна, меѓутоа ми се допаѓа како звучи на клавиновава овдека и мислам дека е добро да ја отпеам на вашата емисија. Важи. Ајде. Повеќе. Да останат ли само спомени, слики изгледани, да покрие ли се зимата со своите снегови, како небото да солзи на моите прозори, како срцето да брои последни удари. Прегани ме ветро да не однесе, нека има разделби, но во некои туги животи зарем љубовта не се што имаме, зарем не сме јас и ти силни да пребродиме. Само нужден имаме, само нужден имаме. Браво. Мене секогаш ми кога го слушам твојот глас, на вистина можам да кажам дека и пораснав со твоите песни, неколку твои изведби кои што знаевме секојдневно да се ги слушаме, како што кажав, девојките може да најдат утеха во твоите стихови, да се пронедат во нив. Кажи ми, Александра, дали например мислиш кариера надвор од Македонија? Секогаш помислувам на тоа и никош и не сум ја изгубила надежда дека тоа еден ден може да се случи. Веројатно поради тоа што и многу ги сакам сите тие странски песни и секогаш се трудам нив да ги изведувам и на моите настапи и ајде народски кажано да украдам по нешто од нив. Зошто да не, јас имам скоро 25 години и мислам дека младоста и животот е пред мене, никош не можеш да знаеш што ќе те изненади и што ти носи наредниот ден. Па треба и надвор од Македонија да го слушам твојот преубав глас и како што ние уживаме, така и тие. Александра, кажи ми, што мислиш, што и недостига на нашава сцена? Дали доволно се слушат македонските песни? Кога не знам од каде да почнам. Меѓутоа, еве ќе кажам дека еден од главните фактори кои што веројатно се причина за тоа што нема доволно македонска музика е тоа што нема стимул. Без разлика дали бил тој финансиски или инспиративен или артистичен стимул, едноставно го нема. Веројатно влијае тоа што сме многу мал пазар и што без оглед на тоа колку ние се трудиме да твориме и да создаваме музика, веројатно луѓе до кои што ќе дојде таа информација и ќе стигне таа музика е многу мал и според тоа и фидбекот е многу мал. Меѓутоа јас од лично искуство ќе кажам дека секој труд се исплати и покрај тоа што сме мала држава и мал пазар,
има луѓе кои што и така слушаат македонска музика и знаат што е квалитетна музика и ги поддржуваат артистите. Веројатно треба само многу повеќе истрајност и трпеливост во работата, за разлика од сите оние нели изведувачи кои што творат во поголеми земји, во поголеми музички индустрии, кај нив многу побрзо се случува тој процес на разоткривање, на создавање публика, на стекнување популарност. Кај нас сето тоа оди побавно, меѓутоа не значи дека нема да биде славно. Да. Имаме многу македонски звезди со тој пример, така што мој совет би било не се откажувајте доколку мислите дека сте талентирани и дека сте родени да создавате музика. Еден ден некој ќе го препознае вашиот квалитет. Сега нормално. Сите ние треба да знаеме и што сакаме од нашиот живот. Некогаш можеби нема да ги надмине тоа нашите очекувања, можеби ќе бидеме пак до некоја граница на популарност која што не може да се премине, како што нели тоа се случува во Англија, во Америка, можеби ќе бидеме звезди на мали простори. Меѓутоа, кога знаеш дека музиката е нешто што те исполнува и дека е нешто што би сакал да го работиш целиот свој живот, едноставно секој ден се трудиш повеќе околу тоа и создаваш музика и сега до кој и како ќе допре, останува на времето да покаже нормално. Така, секој си го пронајдува својот пат. Александра, растеше со музика, па кој е твој музички идол? Имам многу. Еве ќе ги спомнам Джеси Джей, ја сакав многу како мала. Мислам дека со нејзина песна и за прв пат се појавив на концерт во Струмица пред неколку илјади народ. Така. И тоа беше и моментот кога всушност дозна и пошироката јавност за Александра Јанева преку неколку портали кои што го објавија видеото од мојот настап. Кој друг? Тамара Додевска од секогаш ми била идол. Од секогаш ја сакам и ја почитувам нејзината музика, ги знам скоро сите нејзини песни. Понатаму од светската сцена во последно време многу ја сакам Били Ајлиш, многу ја сакам Ариана Гранде, Ен Мари ми е толку омилена. Еве сега во карантинов, скоро секоја вечер завршувам на лајвот на Тори Кели, ја слушам како пее и слушам. Ги имам многу. Листата е предолга. Па, ако нека. Музиката, како што велате, е мелем на душата. Александра, јас сакам уште еднаш да те замолам за уште една твоја изведба, бидејќи јас навистина уживам и знам и дека оние кои што не гледаат и тие сепак уживаат во твојот глас, па зашто да не ги почастиме како што се вели со една твоја музичка изведба? Ајде, овој пат нека биде пак едеме пак. Нека биде цела. Се надам дека нема да ја сгрешам. Прилично нова во сето ова, пред само 2-3 месеци почнав да учам да свирам на клавир, меѓутоа желбата е огромна и се надам дека нема да ја сгрешам. Едеме пак. Нема, одлична си ти. Ајде. Пред тебе стојам, прекривам трак, да не видиш знак од таа што блика без тебе. Штом ќе помине се и ќе бидеме сами, ќе пробаш да се смениш ти. Штом ќе помине се и друга тема ти гали, još се чува спомени, бараме утеа, чекаме
без тебе. Штом ќе помине се и ќе бидеме сами, ќе пробаш да се смениш ти. Штом ќе помине се и друга тема ти гали, душ срце чува спомени, бара ме утеха, чека ме крај, од душа во пекло не постои рај. Штом некој губи, некој добива се, драги веќе не, а се што сме значили, снему вас јај, не смакла од сонеш, се назира крај, не љуби срца, што скршено е, и да сака не може. Скршен часовник, денот стои не минува, и оно што не твој ни време не го лекува. Браво! А како што и кажав, дека секој од нас има своја животна приказна, ќе се надоврзам и во следниот прилог, односно наша следна тема, станува збор со доктор Жарко Костик. Зборувавме на тема речистото со емотивните рани и болни спомени од минатото. Знаеме дека животот не е лесен и на некои работи не сме подготвени, но сепак мора да издржиме и да продолжиме напред. Како да го прифатиме нашето минато, колку и да е болно? Да слушнаме нешто во продолжение. Како што ја кажете, денес зборуваме за за емотивните рани и болните искуства од минатото, како да ги залечиме и како да продолжиме напред во животот. Сега вака, значи постојат различни причини поради кои може да се случи минатото и кои што спомени кои што секош може да не навраќаат на минатото. Овде на пример може да биде некоја долгогодишна врска, брак, потоа разочарување. Ајде да одиме се поред. На пример, за долгогодишна врска или брак, во еден миг се распаѓа, секако, нели, имаме тага во себе и сме тажни. Како да продолжиме напред и наедноставно да не се обвинуваме самите ние дека ние сме нели виновни, а дека животот продолжува и не смееме да го испуштиме. Гледе, секој разочарување кога ќе вложиш многу енергија во нешто. Така луѓето вложиле во бракот енергија, тој како да градиш куќа, ја градиш, се вложиш и тоа ја градиш со раце. Немаш ни помош, така во бракот. Да. Така да кога ќе вложиш нешто со своја енергија, кога ќе сакаш да го ставиш на здрави нози, кога ќе видиш дека кула од карти ќе падне, човекот има тенденција да се разочара, но она што можеме да научиме од целата идеја е дека доколку научиме од некој пораз, не мора да го земеме како пораз. Треба да видиме што е тоа што не било исправно у тој момент, што било неисправно од наша страна, што било неисправно од страната на другиот. Можеби не знаеме како да одбереме партнер кој што ќе соодвете на нас. Можеби едноставно се одбираат партнери кои што знаеш, таа подсвест те дера да одбереш некош партнери кои што не се најдобри за тебе. Може тој партнер те потсеќа на некого. Види, ја еднаш зборев за, можеби тоа ќе убава тема да збориме за 3 типови на љубов, можеби тоа не е темата за моментов, но има 3 типови на љубов. Еден тип на љубов е реактивна љубов, каде што луѓето се караат, имаат кавги, имаат љубомора и они мислат дека се сакаат во тој момент, но дефинитивно тоа е деструктивна љубов. И поради таа љубов и поради таа конфузија, ајде да кажеме од љубовта, човекот да мисли дека сака некого, му суштина
станува збор за некоја деструктивна игра каде што ти не можеш да бидеш среќен, другиот не може да бидеш среќен. Секогаш им викам на луѓето во играта мора на крај да го добиете пехарот, мора да се вложите и да добиете нешто за возврат, затоа што ако сте во некоја игра каде што играте, ама каде што не ги знаете правилата, каде што некој ти ги менја правилата, каде што на крај имаме пехарот и на крај, ако не го добиете пехарот, за џаби играте, ако не добиете медаљата, за џаби играте. Луѓето сакаат предвидливи игри, сакаат игри каде што ќе имаат стабилност, каде што знаат зашто играат и знаат која е целта. Така да можда ако станува збор за некоја раскинување, некоја врска, можеби не знам, можеби едноставно се погодиле дека двајцата не се еден за друг. Так. Ја прво би им предложил да работат еден на друг, но ако дефинитивно решиле дека не може, тогаш, знаеш, треба човекот да свати дека има и наредни обиди. Но ако ти дозволиш тоа минато да влие врз тебе и да ти стане терет, тогаш многу често луѓето идните шанси ги гледаат со скептицизам. И ги пропуштаат. Кој што имало некој разочарување се наредните дечковци, она ги поистоветува со претходната врска, се вика пак е види исто. Ете не може да се најдеш дечко како што треба во Македонија, вака е, онака е. Се тоа е минатото кој што више влегло во твојот карактер, во твојата психа, во твојот ум и влијае врз тебе како ќе гледаш некој нешто. Така да тоа го збораме дека искуствата негативни не смееме да дозволиме да влезат у нашата психа, у нашиот став. Тие влагаат у нашиот ум, но не смееме да дозволиме тие записи кои што во умот се регистрирани да влијаат на ставот кој што ќе го имаме кон животот, кон играта, кон наредните врски, кон наредната работа, може би сте добили отказ и така натаму. Треба да го задржиме позитивниот став. Се додека го задржуваме позитивниот став, ние ги контролираме тие негативни искуства. Кога ние ќе го смениме ставот, ние ги користиме нив како оправдание дека ете не можеме да успееме, така морало да биде, овдека не знам, нема иднина, нема среќа и така натаму. Тоа се све оправдание поради тоа што човекот прекинал да верува во љубовта, прекинал да верува во доброто, прекинал да верува во иднината. Така, значи ние не треба да се подценуваме самите себе или да се променуваме за некој друг. Нели, да, во љубовта се дозволено, сепак треба да има граници, доколку не се почувствува веќе таа љубов помеѓу двајца партнери, треба и двајцата да бидат нели свесни за сето тоа и дека подобро е да го пушти за да биде среќен отколку да живеете нели во тој кафе, да речам, без емоции, без чувства и без љубов. Така нели? Види, има начин како релацијата да се искрира. Ја пак ќе кажам, значи имавме многу емисии на тема како стварно да видиш кој е вистинскиот партнер за тебе. Знаеш, можеби имате некои луѓе кои што едноставно изборот е направен врз база на некои емоции кои што можеби не се вистинските емоции. Многу често луѓето ја мешаме емоцијата за нешто кое што леле, мислиш сега ти е ова љубов или така натаму. Има така да од тој аспект треба да сватиме што е тоа кое што треба стварно да го има другиот партнер или ние што можеби он бара да му даеме нешто кое што ти не можеш да му го даеш. Воопшто. Можеби тебе ти треба нешто кое што едноставно не може да ти го даде. Треба се потрудат луѓето да видат што е тоа што на другиот човек му треба и да се обиде да му го даде, затоа што на почетокот на врската секогаш е така. На почетокот на врската што правиме? Ти сакаш да му даеш тоа што другиот ти треба. Ќе види дечкото, девојката ја носи на театар и отвара врата од кола, љубезен со нејзините. Ама што се случува? А потоа ништо нема од тоа. Потоа нема ништо, знаеш зошто? Наде затоа што кога човекот ќе добие нешто, он го зима здраво за готово и кога ќе го земеш нештото здраво за готово, не го цениш веќе. Немаш почит кон тоа. Исто и со работата. Ќе видиш на почетокот луѓето на работното место колку се со жар, ќе се вложат, ќе дадат се од себе. Не прашува плата кога ќе стигне. Тоа е волноста, тоа е убавината на почетокот и после он знае дека нема да изгуби работа без разлика дал дојде у 9, у 8, си оди у 3 или у 5 и он ќе почне да не го цени тоа, поради тоа што го има. Многу често тоа се случува, ќе му ставиш на некој прстен на раката и после мислиш дека на автоматизам ќе оди таа врска. Таа врска нема да оди на автоматизам ако не се креира. Се што се креира ќе трае. Се што не се креира нема да трае. Да, и треба нели и труд за сето тоа да апсолутно двете страни. Така. Жара, многу е тешко, например, кога некој близок ќе не повреди, и веќе ги губиме нели неговите контакти, но еве може да се случи некош во животот таа личност да ја сретнеме на улица. Да се соединат тие погледи. Како да научиме да простиме? Па гледи, ја мислам дека разбирањето е во основа на слободата. Се додека не ги разбирате луѓето, нема да ќе си ги зимате работите многу лично.
Знаеш, ја, например, луѓето многу сакам да ги научам за умот како функционира, затоа што тоа е клучот за секој човек. Замислете, умот снима слики. Така, се е снимено во нашиот ум. И замислете, сте виделе некојаш ситуација зашто како старееме наликуваме на нашите родители? Некојаш ги кажуваме истите зборови како нашите родители. Некојаш ги сакаме истите работи како стануваме копија некојаш од родителите. Девојкава ќе се наљути исто се однесува како мајка кога е љута, или дечко се однесува како татко му кога е љут. И сега вие од такви афектни состојби кажувате некојаш зборови со кои што сакате другиот да го повредите, ама видите, другиот човек ќе се повреди дефинитивно затоа што зборовите не треба да ги кажеме тие што повредуваат. Поради тоа што не е убаво никој да слушне повредливи зборови, не треба да бидат кажани. Но замислете, имате човек кој што знае за умот и кој што знае дека умот на човекот снима слики и дека знае многу често дека тоа баш што и било кажувано на личноста, кога е нервозна, баш тоа го кажува на други. И сега замислите, имаш дечко и девојкава станува љута и почнува да му збори многу деструктивни работи на дечко. Ама дечко му ако знае за умот, знаеш која ќе му биде реакцијата? Веројатно ќе му биде реакцијава следнава. Си вика, се мислам кој има зборувано вака на неа. Колку греота што некој вака ја едуцирал неа. И он не мора да си ги земе лично тие зборови. Ако го знаеш како умот функционира, тебе ќе ти биде на некој начин што викаш, вау, баш ми е криво што некој така се однесувал кон него, па се он ми ги кажува тие мене гадости. Че мора он да ги слушнал од некого. Ако имате познавање за работите, нема лично да си ги зимате работите. Поради тоа што знаеш дека тоа нема врска со тебе, ти можеби си провоцирал нешто. Ама гледај, он више во себе го има тој гнев од некаде. Ги има тие зборови од некого. Многу често ќе видите децата кога се караат со својата сопруга, ги зимаат жаргонот и говорот кој што таткото го имал кон незината мајка. Или може и девојкава да биде во идентитет на таткото. И она да се однесува така доминантно кон својот маж, се викаш, кој правил вакво животот? Кој ја едуцирал неа вака? Може да имате некоја мајка која што е едуцирана од својот татко, дека знаеш не смее да е не смее да е мрзлива, мора да работи. И сега она го има тоа снимено во незиниот ум, тоа е образец во умот. Го викаме реактивен ум. Реактивен ум затоа што се реактивира, на дразба се реактивира. И сега мајкава го гледа синот 5 минути како одговара, ајде, нема одмор, ајде фаќај се за работа. И сега она е нервозна ако детето малку напри пауза. Зашто незиниот ум, татко ја едуцирал дека она никако не сме да напри пауза, дека мора секогаш да биде во работа. И сега гледаш дека ти жената под влијание на зборовите од дедото, фактички од таткото незин, тоа се повтори. Тоа го пронесува на својот син. И сега, ако синот го поприми тоа од неа, дефинитивно ќе се однесе он кон своето поколение на тој начин. Но ние не треба да сватиме дека умот е свој многу интересен механизам. И дека умот, ако го разбереме, ќе можеме да ги разбереме другите луѓе, да сватиш дека тој си има проблеми. Многу често сами со себе си имаме проблеми. И ние кога си имаме сами со себе проблеми, им правиме проблеми на другите луѓе. Кога ти имаат проблеми сами со себе, ни прават проблеми на нас. И сега си имаш двајца луѓе, каде што едниот укавгава, го драматизира таткото, она го ја драматизира мајката укавгата, имате сега 4 луѓе што се карат, не се двајца. Он со татко му дошол на кавгата и она со мајката дошла. И сега ти имаш сцена каде што имаш групна кавга, не за двајца. Да, конфликт. Ама ова треба човекот да го знае за умот, за да свати, за да има контрола врз тоа. Како да реагира врз одредена ситуација? Точно, затоа што гледај, наде ако човекот знае дека умот снима слики, дека мора тоа да е кажано на неа. Така мора да ја кажем. Замисли децата се прекрасни, децата се со толку сигурност и самодоверба. Ќе има некоја баба ќе му ја напуни главата, за никаде си, не те бидува, не знаеш си, глуп си, треба ќотек за тебе. И сега он со тие образци у неговиот ум, како ќе се однесува како возрастен, ќе мисли дека е глуп, ќе мисли дека е за ќотек, ќе мисли дека секој ќе упрскува работата до крај, тоа му се мислите него. Да, ќе има предрасуда. Ќе има предрасуда за себе. Ќе има предрасуда за себе, точно. Ќе има негативен став за себе. Негативните ставови за нас никогаш ги немаме како деца. Децата секогаш имаат позитивен став за себе. Нашите негативни ставови ние ги добиваме од околината. Така.
Жаре, ти самиот спомна нели дека емотивните рани може да ни бидат товар низ годините. Дали во иднина може да ни предизвикаат да се чувствуваме депресивно, вознемирено? Да, може. Точно тоа ги вознемирува луѓето. Гледај, кога човекот ќе загуби некого, таа траума краде дел од неговата животна сила. Да објасниме вака, човекот е духовно битие. Има животна сила во тебе. Речеме, секој човек се раѓа со различна животна сила. Луѓето не се исти кога ќе се родат. Некој се раѓа со поголема енергија, друг се раѓа со пониска енергија, но она што се случува, тие товари, тие разочарувања, тие загуби, крадат дел од нас. Колку често ќе видите некој човек толку е среќен, високо, не дај Боже ќе му почине еден близок, уште еден близок, и он ќе спласне со емоциите. Поради тоа што тие трауми украле дел од него. Таа негова позитивна енергија е заробена во тие негативни случувања. И тоа е тоа што го работам на ден со луѓето, им помагам како да се ослободат од тие трауми. Има точна техника како се ја вратат назад енергијата, како се го вратат позитивниот став за животот, поради тоа што тие трауми влијаат на ставот, формираат ставот на луѓето. И тука е клучот. Кога ќе се формира ставот, више човекот ја губи контролата. Ако негативен е ставот, ја губи контролата врз животот. Так. Ставот на човекот е многу важен да остане добар, да остане позитивен став. Зашто ако го смени човекот ставот од добар у негативен став, тогаш ќе има проблеми со се останато. Ако човекот има негативен став кон животот, ќе има проблем со животот. Ако има човекот негативен став на тема жени, он нема да има проблем со жени. Или ако девојче има негативен став на тема машки, брак или што и да е, ќе има проблем. Секој во животот има своји успеси и падови, приказни кои што воодушевуваат, но кои и разочаруваат. Денешна соговорничка на Имнет станува збор за прекрасна мајка и сопруга Марија Соколовска, која што живее и работи во Лондон, нутриционист кој што има помогнато на милиони жени да дојдат до своето посакувано тело. Марија ни го откри нејзиниот приватен живот и откри како дојде до сето ова и на кој има многумина помогнато, па затоа што треба да направите. Каков е режимот на исхрана, вежбите, колку пати неделно треба да вежбате, сето тоа ќе ни го открие Марија, па затоа да го слушнеме нејзиниот разговор со неа. Маре, јас како што и најавив, ти имаш една животна приказна која што навистина заслужува нели за Оскар. Јас кога ја прочитав, навистина се најажив и навистина си ти една многу позитивна личност и затоа сакам оваа лајв дружба да ја пренесеме на нашиве гледачи, затоа што знаеме дека животот не е лесен. Навистина е тежок, но не треба за секој пат нели да плакаме, да бидеме тажни, туку самите себе си треба да си дадеме самодобарба и да се издигнеме. Кажи ми како дојде до сета оваа ситуација нели да помагаш на другите луѓе? Која беше твојата инспирација и твоето мото за да успееш? Сега имаш тука две прашања, јас ќе почнам од почетокот, да не ги спомнам луѓето, а ја ќе раскажам за мојот живот. Вака, прво пред се секој има животна приказна, значи со кој да се сретнеме, секој ќе си раскаже некоја интересна приказна и секој нели си го доживува животот на посебен начин, никој значи не е оставен без да нема осцилации во животот. Уствари тоа е интересното и животот е таков. Јас што викам, секој проблем за мене е предизвик. Ако сме цело време во една нормала, тогаш животот нема да е интересен. Мојата историја е малку поразлична, меѓутоа кога ја раскажувам, многу од луѓето се леле нели како дошло до сето тоа, меѓутоа јас секогаш кажувам дека се случува со причина. Така да јас сум родена нормално, здраво, право бере, меѓутоа на 6-месечна возраст сум изгорена. Со опекотени од 3 степен низ целото мое тело. И тоа намерно. Значи, приказната е малку така, да кажеме, од една страна жална, меѓутоа ја гледам како и позитивна. Знаете, во Македонија луѓето посегнуваат по секакви работи. Мајка ми има пријателка која што имала дете кое што било слепо. Жената, барајќи спас, отишла на овие гатачите. Гатачот ти кажал дека треба да ослепи некое дете што е родено во исти месец со незиното, за да незиното прогледна. Жената проверувала на сето тоа. И тој ден, тоа било мај, јас сум била некаде 7-8 месеца,
мајка ми излегла јас живеам во Кочани, мајка ми излегла да ме прошета и така судбината прво отишла кај баба ми, па кај татко ми, па кај другата моја баба, судбината си поиграла, сите некако и ги затвориле вратите и отишла кај другарка ѝ. И тогаш знаеш кај нас традиционално како се вари кафе. Во гезве, турското кафе. Во гезве и место во гезвето да стави кафе, таа става вода и ме посипува. И тогаш мајка ми била млада, некаде 19 години, во тој момент, значи тоа е паника, не знаела што да направи, ме покрива со кебе, стрчува надвор, сопира кола, значи ме носат на брза помош во Кочани, меѓутоа веќе гледаат дека како го тргат кебенцето, така мене кожата ми се веќе одлепувала. Од тука во Скопје, клиничка смрт, бидејќи сум поголтнала и, да кажеме, воздух, тоест арија, така да не сум имала проблеми со дишењето. Меѓутоа, јас сум родена на Богородица, сум голем верник. Така да, затоа сум и Марија, така да одлучил Господ да ме остави жива. Преживувам некако, меѓутоа Господ тоа никој не е, така е. Меѓутоа, така, потоа низ текот на животот, тие белези мене ми останале, значи почнале разни реконструктивни операции, меѓутоа во еден период, некаде на 6, 7, 8 години, се точно не ме држите за збор, докторите престануваат да ги прават операциите, бидејќи кожата била врасна. Не можеле веќе да применуваат никакви техники и застанува. И сега доаѓа тој период, јас кога веќе пораснувам, значи се направени некои реконструктивни операции, меѓутоа јас веќе доаѓа тинеџерскиот период кога јас треба да се заљубувам, па треба дечковци, па друштво. Па друштво тука е вториот период кога што се јавуваат комплексите. Јас многу често кажувам кога одев на плажа како повиена бев. Значи бидејќи тие изгореници, насекаде по телото. И ми беше тој тежок период, па како ќе ме прифатат, па дали ќе бидем, сакана, па ќе ме распрашуваат, така. Ќе ме распрашуваат. Тоа е, значи, еден период што е во тој период не сум сваќала дека тоа и толку не е важно, дека физички изглед и не е толку важно, меѓутоа за мене бил тежок. Тинеџерскиот период бил тежок, се одека до моментот не се заљубувам, тогаш сваќам дека можат да ме прифаќат, малку ми паѓат, да кажеме, тој момент на комплекси, ми се качува голема самодоверба. Ми се качува малку самодовербата, меѓутоа се уште имам работа, значи се уште треба да го сведам телото, бидејќи раката ми била залепена, значи за телото, така да не се откажав и подоцна продолжувам, понатаму да барам, за да можам барем малку од малку физички да изгледам подобро, за да можам понатаму да нормално функционира. Така. Само не ми се верува како може да постојат такви луѓе за да го направат сето тоа, но како што ти спомена, Господ е голем, тој можеби, како што вели изрека, Господ бавано не заборава, така да се во животот враќа, тебе навистина, значи толку голема храброст за сето тоа да го постигнеш, навистина ти се поклонуваме, мене навистина ме допре твојата приказна. И стварно, како што и кажав, ти заслужуваш, значи, медал за најпозитивна личност и навистина ми е драго што сите твои клиентки тоа може да го забележат. Затоа што ти си имала проблеми со тежината, си почнала да слабееш, ајде малку сега околу тоа. Така, прво само да го кажам моменто за жената што го сторила сето тоа, за некоја среќа, јас никогаш немаше во мене некоја омрза или некој гнев. Може многу пати сум размислувала дали е било факторот што јас на друг начин не сум се познавала, па сум се прифатила таква, или едноставно сум ја опростила, така да и во овој момент јас си благодарам бидејќи сепак ми изградила личност како што ме, ако не бил тој момент, јас немало да станам тоа што сум сега и пак позитивно гледам на сето тоа. А за моментот за тежината, во еден период, значи јас генетски предиспозиции имам за зголемување на телесна тежина, бидејќи мојата мајка, баба исто така се со зголемена телесна тежина. Меѓутоа јас не бев во периодот на моето детство, јас не бев, значи дете со зголемена телесна тежина, меѓутоа подоцна се појави. Значи подоцна
можам да кажам по раѓањето на мојата ќерка, јас веќе, значи, почнав да ја зголемувам мојата телесна тежина, почна дури и други проблеми, анксиозност, депресии, некако како да се изгубив во моето тело. Така да тежината се одеше се повеќе и повеќе, се зголемуваше, а јас како да не се сеќавав, како да не знае дека нешто ми се случува, дека едноставно не обратував внимание на сето тоа. Се до еден момент бев во Грција на одмор, ја обожавам Грција, значи бев во Грција на одмор, се враќав и имам едно интересно огледало, огледалото, гледат се која на светот, кога се видов, тогаш веќе се исплашив. Значи беше тежината, значи моето тело беше деформирано. И на сето тоа јас, значи, не можев да функционирам, значи не можев да си играм со моето дете, едноставно и депресија, сметаше, да. Значи не бев среќна. Ајде, не само јас што викам, не само физичкиот изглед. Јас немав енергија. Немав едноставно енергија. Значи не бев среќна. Не бев јас. Се изгубив и во телото и со енергијата се изгубив. И во тој момент решив, јас морам нешто да преземам. Значи како еден страф ме фати. Така. Ти имаше добиено и престижни награди, нели, и на курс за нутриционизам. Како помина тогаш, што се научи Марија, бидејќи нели имаш навистина големо знаење? Така. Вака сега јас почнав да го учам највеќе заради мене лично. Бидејќи сватив дека прво почнав, нели, кога ја донесов одлуката, почнав да тренирам. Почнав првото нешто, сега треба да се оде да се тренира, меѓутоа јас добивав контраефекти. Значи јас тренирав, а не слабев. Немаше некакви резултати. Не знаев што треба да јадам. И тогаш реков, морам да земам нешто да научам како да јадам. Значи како да се хранам, за да можам да намалувам тежината. Бидејќи ја одев, например, во теретана, вежбав, меѓутоа кога си дојдов дома, бидејќи нели калоричен дефицит, имате истрошено калории, јаглени, јас уште толку јадев. И вагата ме да одеше надоле одеше нагоре. Ето намалува. Да. И тогаш почнав да учам, да студирам, тука се оде по левели, по степени. И сега веќе кога ќе почнеш еден чекор, и кога видиш, например, дека сето тоа има, нели, резултат, некако се навлеков. Мене ме навлече тоа, ме повлече. Сватих дека храната е таа уствари што нас ни го прави телото и ни ја враќа енергијата. А вежбањето нормално е, да кажеме, мојот метод е 20%. Значи јас не исклучувам физичката активност, меѓутоа сепак треба да се стави многу голем акцент на храната. И така почнав степен по степен, чекор по чекор да видиш што денеси. Да. И ако јас ќе кажам, нели, сето тоа е, ние се уште учиме и треба да учиме. Бидејќи секојдневно индустријата за храна, значи се движи, така и ние треба, јас нема да престанам. Значи јас уживам у тоа што го правам. Тој се познава, да знаеш дека се познава со толку многу љубов. Да, со љубов, да. Марија, доколку сме нели кај храната, кажи ми кои намирници треба нели да се внесуваат и каква е менито кој што ти им го даваш на другите клиентки? Така сега, треба да бидат на сите жени, треба да ни биде јасно дека ние треба да јадеме и да внесуваме во еден ден, значи здрави протеини, здрави јаглерохидрати, здрави масти, минерали и витамини. Тоа значи се. Меѓутоа, треба да се знае. Благо може ли? Може, да, кај мене јадат и торти, јадат и чоколадца, меѓутоа, стоп, се знае какви здрави блага се јадат, какви, значи да не биде рафинирано. Значи да не биде, сега јас не го исклучувам и чоколадото, значи не ја исклучувам ни тортата, меѓутоа, сепак да биде тоа едно здраво нешто, значи здрав шеќер, кој што ќе се внесе, дали ќе е преку овошето, дали ќе е преку здрави блага, да сепак, меѓутоа да не се исклучува. И затоа кај мене во моето мени преку целиот ден имаат се да јадат и многу често имам проблем, може би да не јадеме, не ни се јаде веќе, не треба да јадете. Значи на организмот му треба во еден ден, значи се. Така. И јаглерохидрат, кој што кажав, и протеин, и здрав фат, значи масти се извинувам, значи тотално се му треба.
Така. Велиш дека твојот микс се состои од зелен чај, ѓумбер и босилок. Ајде малку околу тоа. Чајот, да ви кажам право, чајот... Запаметила. Да, чајот и донесе целата моја популарност, што ја не ја ни очекував, искрено да ви кажам. И ми беше, дури бев исплашена од сето тоа. Имаше Тоа направив јас. Да, имаше една страна, на некоја Facebook страна, овие што се нас, жените што ги имаме страните, и имаше една господја која што побара помош, постираше некој производ, јас нема да го кажам кој производот е, нели, пошто не сакам да... Да, не е важно. Не е ни важно. Производ беше многу лошо спакуван. Значи беше спакуван во пластична амбалажа, се состоеше од некој зелен чај, некои состојки што за мене лично не се правилни. Бидејќи не можеме зелениот чај да го ние пакетираме. Значи зелениот чај се пие антиоксидант, се пие нормално. Ако ќе се нели направи, треба да се истие по 5-10 минути, треба да се истие. Така да мене така чудно ми падна, и плюс тоа беше некоја цена што беше страшна. Само напишав во групата, еви ви го мојот чај, бидејќи беше корона, време на корона и уште е, а гледам жените ги фати паника, нели, бидејќи сите посегнуваа по јадење, нешто од јадење, да, и жената бараше спас, јас викам, не си ги фрлате парите, еве ви го слично, не е сличен, туку тоа се составот, доколку сакате, пробајте го. Во тој момент, значи, на мојот Facebook имаше, да не ве, значи, не сакам да претерувам, преку 2000 пријателства, се пополни, да сите, значи, денонокно го праќав чајот и составот, бидејќи чајот и составот секој го различно дозира. Значи, тоа се природни состојки, меѓутоа треба да се знае. Значи, не се, јас што викам, не пиете, не внесувајте само со да намалите од телесна тежина. Значи, се знае кога се пие, како се пие, па дали имате некој здравствен проблем, па немате здравствен проблем. И тоа на мене ми состави, ми направи работа. Значи, ја денонокно го пуштав чајот и денонокно, значи, бев со жени, за кои секоја требаше да ја разгледа. Да. Чајот, значи, чајот од зелен чај, босилок и ѓумбир, јас го составив, бидејќи се три компоненти се имаат важна улога во организмот и се пие и се одредуваат и секој различно, меѓутоа многу, тоа е само да кажеме, помош при слабење. Тоа е само помош, добро. Бидејќи мораме да разграничиме, јас тоа многу често го кажував и на моите клиенти. Ако беше целта да ослабеме со чај и со апчиња, сите ќе ослабеевме, значи нема потреба. Нели? Значи ќе се пиеше чај нон-стоп и ќе се пијат, нели, овие што се апчиња за слабење, таблети, така да сите ќе бевме слаби. Тоа е само една моментална среќа што кај жената се, јас го кажам, еден психички момент, ќе посегнат, бидејќи тоа е најлесното. Меѓутоа, телото треба инвестиција. Не се ни чаевите, не се ни апчињата, значи на телото му треба еден баланс за да се одрже и треба да бидат многу компоненти. Не е само ни чајот, не е само јачијата. Така, што викаш ти, да, така сите ќе ослабневме. Сите ќе бевме, јас што викам на ниве викам, сите ќе бевме манекенки. Значи, не се лажите, не посегнувајте. Тоа е само моментална среќа и јас што кажувам, едноставно желбата повеќе и побрзо да се ослаби. Драги гледачи, ве поздравувам и ви закажувам повторна средба, ваша милена фреквенција, Mnet и наше заедничко попладне. Чао, чао!